а во продолжение со нашиот прв гостин во студио разговара мојата колешка Сузана. Добро утро. Добро утро. Денес имаме интересна тема со господиња Деспина. Да, а тоа е како да се справиме со анксиозноста на нашите миленици додека се сами дома. Да. И кучињата и милениците воопшто имаат исто како и ние анксиозност. луѓето, ама не умеат да кажат, нели? Да, меѓутоа и тие чувствуваат и затоа ајде да слушнеме нешто повеќе. Пред да ја поздравам мојата гостинка, ли чуваш ли ти некое крзнено милениче? Да, Да? имаме две. Да, браво. Се радувам што и ти Така можеш да. од време на време да ни се вклучиш во темата. Благодарам. Ти благодарам и се разбира најтопол поздрав ова утро, дождливо утро за нашата Деспина Ковачева Алексовска, консултант и советник за миленици и за се што е поврзано со тие убави крзнени миленичиња кои што некогаш ние сами си ги бираме, ама некогаш животот одбира да ни ги даде во наше обкружување, така нели Деспина? Апсолутно, ни дојде. апсолутно. Добро ве најдов, навистина ми е драго што сум тука и што имаме шанса да зборуваме за една ваква тема која што се надевам дека нема повеќе да биде табу и непозната за собствениците на миленичиња. Да, верувам дека и гледачите кои што ги сакаат животните, кои што ги чувале или ги чуваат сега животните, ќе можат исто така да се преслушаат себе си, дали некогаш влегле во кожата на тоа мало животно и се прашале како му е нему додека е само дома или можеби додека ние имаме работа и го игнорираме. Знаете како тоа е да животните буквално се приспособуваат на нашето темпо на живот. И навистина не е толку голем проблем како што ние сметаме да останат неколку часа дома. Но доколку тоа го правиме постојано и потоа од сабајле не им ги извршуваме сите тие нивни потреби и навики, доколку поручек после работа или навечер не добиваат нивната физичка активност, под нашето посветено време цела нега и внимание, секако тука спаѓа љубов и грижа, тука навистина тогаш е тој проблем, поради тоа што ние реално зимаме милениче за да се вклопи во нашиот живот. Доколку ние земеме милениче и треба нашиот цел живот да се преориентира за нив, тоа не би било ниту добро за нас, ниту пак реално издржливо на долг период. Да. Колку вие во вашиот семеен петшоп Луна, знам дека еден од најубавите продавници за животни го имате во аеродром, подоцна малку и ќе споделиме фотографии. Колку слушате таму искуства на луѓе и колку бараат совети токму на темава луѓето? Секојдневно. Да. Оваа тема беше навистина еве како топ тема за време на короната и посткороната, поради тоа што нели ние го чувствувавме таа промена кога бевме дома, затворени, ограничувања и потоа одеднаш буквално како преку ноќ света се отвори, света беше слободно. Ние нагло се вративме на работа, а кај милениците тие нагли промени не се исперцепирани на начин на кој што ние сметаме. Откако ние се вративме на работа, тие пак сами останаа дома. И тоа беше за нив пресек и тоа беше за нив буквално една стартна точка на анксиозност која што собствениците миленици не знаеа како да се справат и не знаеа дали куќето и мачето секако не се однесува како што треба, одеднаш покажува знаци на агресија, некои благи знаци на депресија и слично и буквално не знаевме како да се справиме одеднаш со толку голем број. Да. Токму тие знаци кои што треба да ги препознаеме кога нашето милениче е во депресија, кога е анксиозно или кои се првите симптоми кои што ни укажуваат дека тоа сериозно поминува низ некоја психолошка траума. Така, анксиозноста е нешто кое што се развива со тек на време. Например, куќе може да се исплаши од грмотевица, ама потоа на секоја следна грмотевица која ќе покаже знаци на страв, на криење, да цимоли, плаче, можеби да се измокри во домот, тоа се веќе јасни показатели на анксиозност. Додека пак депресијата исто како кај луѓето буквално е поскриена. Ќе треба повеќе знаци да поминат, може константно да се крие, да не јаде, да не сака да шета, односно ако до вчера или минатиот месец имале милениче кој што сака да си игри, има умилена играчка, има умилена храна, нагло почнува да откажува све и да се повлече буквално во себе, тоа е првиот така поглавен показател на депресија. Што треба тогаш собственикот на тоа милениче да прави? Најпрво би било одлично доколку собственикот си го познава неговото милениче и може да ги препознае тие први знаци. Да. Нешто кое што прво треба да елиминираме е физичка непогодност или болка, како например скршеница, повреда, внатрешна здравствена непогода, тогаш треба да се обратиме на ветеринар.
Доколку куќето е здраво, во одлична здравствена состојба, тогаш треба да провериме дали имаме некој бихевиористички проблем. Тука доаѓаат дресерите и тренерите на кучиња и секако тука на крај сме ние, советниците на миленици, кои што реално повеќе ние се занимаваме со луѓето отколку што со милениците. Значи, наша работа како советници е да ги посоветуваме луѓето и да ги научиме како правилно треба да ги прочитаат тие знаци, што треба да направат и слично. Браво. Значи, на вистинско место, денеска имаме вистинска гостинка на незиниот број која ќе ни го даде на крај, можете да се јавите или да го посетите Pet Shop Luna, од кој што ние гледаме и фотографии во моментов. Гледате какви прекрасни роденденски забави. Вие организирате се и се што за милениците. Да. Дури правите и колачиња и торти за миленици, така, нели? Да. Ние ги изработуваме во нашата кујна од роденденски торти, исто така ги правиме и на настани, за донации, за многу различни активности, тоа се состојки како за диабетичари за луѓе. Нема тука ништо кучешко и буквално јас сум ги пробала и се превкусни. Прекрасна, навистина. Што се друго треба да знае сопственикот, односно оној кој што решава да вдоми едно милениче и колку добро треба да се преиспита себе си пред да го земе во својот живот? Тоа е една одлука сериозна, која што треба да сме спремни на сите временски услови, на нашите финансиски услови, на нашето време, буквално треба да сме свесни дека доаѓа нов член на фамилијата. Тука не можеш да поставиш временска рамка, јас ќе одвојам саат време или јас ќе одвојам одредена сума на пари во месецот, поради тоа што куќето е обврска, но и огромна љубов. Но за тоа да ни даде нам љубов, ние треба да се погрижиме сите негови потреби да бидат, да кажам, покриени. Од ветеринари, од храна, од играчки, занимации, време прошетано и слично. Така да се решиме да, исто така, доколку сакаме нели да посвоиме куќе, тоа треба да го направиме од шелтер центар. Имаме неколку поголеми шелтери центри во Македонија кои што работат одлично. Така да тие тука ќе ви помогнат согласно на вашето време и услови, која големина на куќа, колку активно да биде куќето, со оглед на тоа да најдеме некој милениче кој што е соодветно за вашиот животен стил. Ти со сопругот сте, двајцата сте големи љубители на животни, ги чувате, ги вдомувате, ги приспособувате, некогаш и ви остануваат, бидејќи не секој сака да вдоми куќе кое едноставно е најдено на улица, бидејќи секој нема развиена свесност. Човек, иако јас гледам дека денеска се поактивно на социјалните мрежи се споделуваат животни кои што се подготвени за вдомување, спасени од некаде, мислиш ли дека сме нација која што навистина умее да го почитува животното како нешто што има подеднакви права, да биде да биде сакано, да биде прифатено и да биде вдомено во некоја семејство? Во последниве години многу си имаме напредното, ако може да кажам, многу имаме научено, многу си имаме сменето. Верувам дека тоа е благодарение на целата моја фела која што активно работи на едукации, на настани. Ја веќе ги споменам Лајка која што имаат прекрасна кампања за креање на свесноста, за вдомување на кучиња. Имаме повеќе шелтер центри кои што исто така постојано работат за вдомување со различни информации пласирани зависно на луѓето. Така да јас стварно сум оптимиста и од моје искуство сметам дека си имаме реално доволно подобрено на оваа тема. И е одлично. Од искуството секојдневно со луѓе кои што ги сакаат животните и кои што ве посетуваат вас во Pet Shop Luna, умее ли секој сопственик да го разбере јазикот на своето милениче? Дали е куче, дали е маче, бидејќи и мачките се животни кои ги чуваме во нашите домови, но не секогаш реагираат на нас. Мачката има еден друг карактер од кучето кој многу ни се радува, да речеме, кучето кога ќе влеземе дома. Ми се чини нема човек кој толку ќе ти се израдува како куче кога ќе те види да влезеш дома, нели? Апсолутно, да се вратиш. Не. Мачката понекогаш така е незаинтересирана, нема ни да те примети дека си се вратил дома. Како да им го разбереме јазикот на животните? Нема, на мачките нема како да им го разбереме. Тоа се они всушност, нели, како што викаат, мачките се од друга планета и они имаат друг начин на покажување љубов и внимание кон сопствениците. Најчесто тоа е да им легне на гради, да им преде, или пак можеби да им се врти околу нозе. Некои пак, многу интересно, некои мачки кои што живеат заедно со кучиња,
ги презимаат истите кучешките особини и ги пречекуваат собствениците на врата. Само не знаат да лаат. Не знаат да лаат, да. Да, си покажуваат, си имаат, доколку го чуваш миленичето, ќе приметиш кога сака да ти даде љубов. А мачките го прават тоа апсолутно по нивни теркови, по нивни потреби, по нивно време кое што им одговара. Да. Фасцинантни се навистина. Така, луѓето кои што не ги сакаат животните и кои што не ги чуваат животните, се разбира секој од своји причини, не може да го разберат моментот дека куче ќе ти седи дома, ќе ти спие на кревет. Колку е оправдано да го внесуваме кучето во нашата спална соба? Зависно до собствениците. Поради тоа што ние што сме модернистички, да кажам, луѓе, сите имаме реално во станови помала раса на куче. И тие луѓе кои што моја генерација, па дури многу повозрасни, ги третираат животните како членови на фамилија. Како деца. Да, буквално како деца, каде што верувате животните се толку чисти, постојано се носат на грумер, постојано се носат на ветеринар, каде што не верувам дека тоа куче би имало некакви нехигиенски навики исполнето, што реално нема потреба. Додека пак кај поголемите кучиња, исто, собствениците се грижат исто така за нив, но големо куче во стан си носи нормално поголеми обврски од нега, од грижа, од прошетки, од активности и слично. Да. И како да поработиме на психичкото здравје сега на нашите миленичиња, бидејќи ни еден собственик кој си го сака своето милениче, дали е тоа куче, дали е тоа маче, би сакал да има не само физички здраво, туку и психички здраво и среќно милениче, затоа што ако на миленичето не му е убаво и страда од депресија, ние појма немаме дека тоа страда од депресија, не е тоа поентата, така, нели? Да, апсолутно. Тука е всушност, да кажам, моја и на мојата фела работа, поради тоа што ние можеме да ги процениме тие знаци кои што собствениците реално најтешко им е да ги согледаат. Поради тоа што доколку кучето е кај тебе постојано, го гледаш, може и да не ги приметиш тие мали знаци кои што нашите миленици ни ги покажуваат. Но со консултација, без разлика дали е во петшоп, дали е со советник на миленик или со дресар, кога нам ќе ни ги спомнете тие мали неколку кои да ги викаме црвени знаменца кај милениците, можеме да препознаеме дали нешто не е во ред. Прво кое што ние како собственици имаме должност реално да го направиме и да ги исполниме нивните потреби за ветеринар, нивните потреби за храна, за играчки, апсолутно да не го тргнеме моментот дека на кучињето има потребна физичка активност, тоа е прошетка. Колку е помало кучето, има помалце време, колку е поголема расата, нормално бара подолго време, мачките исто така бараат да бидат некои излегуваат од дома, некои си бараат интерактивни играчки кои што им се во домот. Така да тоа е нешто кое што е стартна точка за нас. А доколку поминуваме на некоја поголема промена, како например бебе во домот, селење во нов стан, нова куќа, загуба на собственик, загуба на партнер милениче што ги викаме, тоа се веќе сериозни знаци. Да, трауми, каде што дефинитивно на собствениците ќе им треба помош да го надминат. Поради тоа што тука нема ништо срамота, не е тука ништо страшно, на сите ни треба помош и затоа сме ние тука да го надминеме заедно. Да. Како се поставуваат собствениците на кучиња, па и на мачиња кои долго ги оставаат дома сами? Што им оставаат? Има ли нешто заменски што можеш да им оставиш едноставно да не им биде толку тажно или здодевно додека се сами, и колка временски период е оправдано да ги оставиме сами? Па не би било, верувам сите ние имаме зафатен распоред и најчесто милениците кои се оставаат од 5 до 7-8 часови сами, но пред да ги оставиме сами, најдобро е да ги прошетаме, односно да ги нахраниме, да ги извршиме сите физиолошки потреби, да потрошиме колку толку енергија и доколку можеме, би било идеално да им најдеме некоја занимација на милениците дома, без разлика дали е куче или маче. Тука постојат интерактивни играчки, тука постојат игри, тука постојат занимации, некои дури им оставаат и камери преку кои може да комуницираат со нив. И секако кога ќе се вратиме дома, исто повторно треба да ја потрошиме таа енергија, да им дадеме малце внимание. Знам дека сите сме и уморни, и истоштени, и работниот ден може да биде навистина голем предизвик, но тие се пресрекни кога не пречекуваат дома, така да може да се приспособиме за да им покажеме малце внимание. Да.
И само уште нешто да ни кажеш. Секако. Ќе ни кажеш што имаме во Pet Shop Luna, нешто да купиме за нашите, да набавиме за нашите миленици. Интересно, еве, пред Нова година, па Нова година им е и на нашите миленици. И дали е оправдано честото капење на миленичињата? Така, не е оправдана. Од хигиенски причини не е оправдано поради тоа што колку почесто ги бањаме, толку почесто се умирисуваат и е реално тоа е поттик за хигиен, за габични инфекција, за црвенила и слично, и нормално се добива тој мирис како што го викаме ние на куче, нели? Но има многу производи кои што може да се заменат за класичното капење, како што се спрееви, суви шампони, ракавици за суво бањење, па дури имаме и специјализирани влажни марамчиња, така да лесно е да се... Тоа сега имате во Pet Shop Да, Luna. да. Што друго еве вака во пресрет на новогодишните празници можеме да ги изненадиме нашите миленици, да се израдуваат? Така, во денешно време имаме прекрасни новогодишни колекции, од играчки до пижами буквално, до интересни производи, интерактивни играчки, некои интересни производи кои што реално би ни го олесниле нам и нив животот. А нешто специфично за нас што правиме е новогодишна фотосесија. Секој декември правиме 1 до 2 фотосесии, каде што е искрено прекрасен настан, тоа ни обележува годината, каде што имаме ситуации сопруг, сопруга, куче, па наредна година доаѓаат бремени, па потоа со деца, па со две, и тоа се прави една многу интересна стебло цело се прави цело со фотографии. стебло каде што заедно сите ги поминуваме тие моменти и навистина прекрасно. Да, веројатно и заедно тагувате ако за жал миленичето не напушти, односно го напушти семејството од здравствени или други причини. Да, многу убав разговор, верувам дека Олеј ти уживаше во ова. Апсолутно, и научив некои нови работи. Баш ми е драго. Забележала ли ти дали твоите миленици страдаат понекогаш кога долго ги оставаш сами дома? Постојано. Меѓутоа, брзиот начин на живот тоа нас ни го наметнува и мене ми е многу жал што е тоа така. Но исто така забележувам емоции, кога некој член подолго не е дома, исто така има анксиозност, буквално не сака миленичето ниту да јаде. Одбива храна. Да, тоа често пати сме го слушнале сите дека миленичето тагува и обично гладува кога некој не е дома или кога некој е одсутен, дали на пат или можеби од здравствени причини не е дома, но еве тоа е и доказ колку тие не сакаат. Ми се чини дека никој повеќе не сака од кучето кое го храниме и го чуваме. И мачката можеби знае да сака, но не го покажува тоа како што го... Не е на исти начин комуникацијата. Да, тоа е нивни начин да ни кажат дека на некој начин протестираат или бараат нешто повеќе од нас или очекуваат нешто повеќе. Тоа е начин или на кој што заедно комуницираме. А мојата другарка тврди дека мачките се поемотивни од кучињата. И повеќе помили, и бидејќи таа чувала и мачки своевремено, сега куче, и кажува дека кучето за храна можеби е и посебично, меѓутоа мачката не. Да, одлично. Јас прочитав некаде дека веќе се работи на некоја машина која и тоа како добро ќе го толкува мачешкиот јазик, така да за овие мачешки, кучешки тематики ние повторно можеме да се видиме некаде пред или после новогодишните празници, па да споделиме и од најновите сесии кои што ќе ги правите со миленичињата. Да. Ти благодарам многу што беше утринска гостинка и што проговоривме вака за сите овие нешта кои ги тангираат нашите миленичиња, а кога веќе сме ги примиле дома, тие се членови на нашето семејство. Апсолутно, благодарам и уште еднаш на поканата и навистина ми беше драго што може да поразговараме наутро за вакви прекрасни теми. Задоволството е и наше секако.